Јас само сакам да се благодарам на градоначалникот на општина Струмица за прекрасните зборови искажани за моето творештво. Да се заблагодарам на Васко Пиличев, професорот по гитара и неговиот ученик кој веќе сега е студент. И да се благодарам за сите вас присутни кои сте вечерва овде и кои ми давате уште поголема енергија да продолжам понатаму, а тоа е сликарството, да продолжам во нови предизвици. Благодарам. Вечерва имаме на приказ еден визуелен спектакл, јас така би го нарекол. Ова вечерва што е пред нас, макар да авторот сакаше изложбата да носи наслов "Нескротлива енергија". Јас не би сакал да должам многу, сакам да го поканам градоначалникот на општина Струмица да каже збор-два за авторот, за изложбата и да ја прогласи изложбата за отворена. Повелете, господине. Еден од најистакнатите и најпродуктивните творци, кои го одбележуваат актуелното струмичко ликовно милие, е без сомнение познатиот струмички и македонски сликар и мозаичар Александар Филев, кој својот генетски код заедно со сопствениот влог и љубовта кон уметноста ги преточува во изворедни ликовни продукти, кои се вистински специјалитети за љубителите и добрите познавачи на ликовната уметност. Тие дела станаа препознатливи за неговиот творечки стил и креативен сензибилитет, па така многумина ликовни сладокусци денес можат непречено да детектираат неговата експресивност, да покажат кон некое дело кое прв пат го гледаат и да кажат: тоа е Александар Филев. Ретки се тие ликовни творци кои верно му служат на стилот, кои го негуваат и како такви стануваат препознатливи за најистенчените вкусови од ликовната публика. Вечерва имаме задоволство да уживаме во една исклучителна изложба на Филев, која авторот ја насловил "Нескротлива енергија", преку која, како да сака, во исто време да ја покаже собствената творечка енергија и енергијата на делата кои ги создал. Тоа е таа комуникација помеѓу делотворецот и делото, преку која сликата му возвраќа на авторот за неговиот вложен труд. Тоа е таа взаемна и сродност која можеме да ја наречеме на љубовта со љубов.